Со проектот Слободни медиуми за слободно општество Цивил Центар за слобода спроведува промоција и граѓанска едукација за слободата на медиумите како предуслов за слободно општество. Ова е нашата денешна тема, а јас ќе го поздравам мојот денешен гостин, ќе посакам добар ден и добре дојдовте. Џабир Дерала, претседател на Цивил Центар за слобода. Добар ден, добро да се биде овде. Нас ни е чест што, за прв пат сте овдека во нашево студио, може би за прв пат и во Куманово ќе го промовирате овој проект, но најважното и ексклузивното што првата информација за најава на проектот токму ќе протече низ 88,5 низ брановите на Радио Браво. Повелете нешто повеќе за случувањето и во Куманово денеска кое што е закажано, но и за овој интересен проект. Прво, еден голем поздрав за слушателите, а секако и за гледачите на Радио Браво. Ова е еден медиум на локално ниво кој го имаме забележано и порано со своите професионални прилози. И сметам дека е добро што медиумски на ниво на општина Куманово, токму овде и добивме простор од вас и благодарам за тоа да проговориме малку за слободните медиуми и за слободното општество. Впрочем, нашиот проект кој го започнавме уште во јули и кој имаше веќе една прва фаза помината доста успешно со подкревање на нашата медиумска платформа во која говориме за човековите права и слободи, а пред се обидуваме да ја деконтаминираме македонската јавност преку она што ние го правиме на терен и преку медиумите и се разбира во комуникација со различни засегнати страни, да ја деконтаминираме македонската јавност, да го деконтаминираме просторот во општеството кој е толку импрегниран со политиката и со сите немили настани и процеси кои беа во Македонија, кои се одвиваа во Македонија и кои за жал се уште се актуелни, меѓутоа да се надеваме дека полека ќе успееме да најдеме сили сите ние во Македонија да ги надминеме проблемите и да заживееме и да зачекориме нормално во животот. Тоа е всушност и идејата и целта на самиот проект. Целта на проектот е впрочем да се говори за слободните медиуми, да се охрабрат граѓанките и граѓаните и медиумите секако да говорат, да продуцираат и да восприемаат слободно, без никаков притисок, без никаков страф. Бидејќи ние сме цврсто убедени дека слободните медиуми се предуслов за слободно општество. Меѓутоа, исто така, мораме да кажеме дека во годините зад нас ние забележуваме дека и слободното општество е предуслов да имаме слободни медиуми. Тоа се две нишки поврзани. Тоа се меѓусебно поврзани процеси и не можеме да ги обвинуваме ниту медиумите исклучиво за тоа што се случува во општеството, ниту пак општеството да го обвинуваме заради влијанието некакво на медиумите. Она што е многу важно да сватиме е дека сите ние сме еден дел од еден организам во кој секој има своја одговорност и секој е повикан да биде активен. И не смееме да дозволиме политичките партии, било да се помали или поголеми, било да се левичари, десничари, центристички партии, да бидат единствениот општествен капацитет кој раководи со животите на луѓето. Она што за нас е многу важно е да ги охрабриме сите поединци и сите групи во општеството да видат кои им се нивните потреби, да ги канализираат и да ги спроведат заедно со властите оние проекти, оние активности кои се потребни на локално ниво, меѓутоа и на национално ниво. Тоа е вистината. Точно. Но каква е реалност? Реалноста се разбира далеку по-проблематична. Да се изразам најблаго, ние имаме проблем во Македонија со политичките и со финансиските центри на моќ, кои се меѓусебно страшно поврзани и партизацијата на системот, киднапирањето на државата, на државните институции на локално и на централно ниво е многу сериозна и тоа е процес кој ние не можеме да кажеме дека денеска ќе заврши готово. Со декрет не се решава. Особено затоа што луѓето се жртви на една политичка култура во која вредностите се испревртени, во која оној што има многу пари е вреден за почитување и никој не прашува од кај му се парите.
Едноставно тој има пари и тој е вреден, значи се снашол. Тоа е една вредност во општество која делува деструктивно, го деградира општеството, лошо влијае на младите, кои пак не гледајќи простор за искажување, за квалитетно образование, за квалитетен живот, за квалитетен развој и креација, си одат. Така. И заради тоа ние мораме да му кажеме стоп на таквото размислување, на таквото живење. Едноставно, секој што живее во Република Македонија треба да ги почитува законите и ако не ги почитува, треба подеднакво, без оглед на тоа колку пари има или каква моќ и какви пријатели има, да си одговара за престапот што го направи. Од кога почна овој проект Слободни медиуми за слободно општество во рамки на Цивил да се имплементира во Македонија? Овој проект всушност е еден логичен продолжеток на она што ние го правиме веќе, би рекол, 18 години во ноември правиме, полнолетство. Честит роден ден. Благодарам. Се гледаме на полнолетство. Да, на 25 ноември ми е роден ден. Еве и првата честитка ја добивме токму од Радио Браво во Куманово. Тоа што е многу важно е дека овој проект, благодарение на разбирањето на нашиот донатор, Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија, е на некој начин поврзување на сите други програмски и стратешки определби на Цивил и едно силно зајакнување на она за кое ние најмногу се залагаме, а тоа се човековите права и слободи, а особено слободата на изразувањето. И во таа смисла на 15 јули почна со имплементација овој проект, а во оваа фаза ние одиме на различни места во државата. Цивил не би бил Цивил ако не оди на улица. Ние не ги сакаме многу скапите хотели и конференцијски сали. Ние на улица ги промовираме нашите идеи, нашите пораки, разговараме директно со граѓанките и граѓаните и се разбира таму каде што сме поканети, ние доаѓаме и го објаснуваме тоа преку радио бранови или телевизиски програми. Ние сме обични и сакаме да се меѓу обичните граѓани. Точно така. За нас не постојат необични граѓанки и граѓани. Сите сме ние обични, секојдневни граѓанки и граѓани кои треба да разговараат и соработуваат. Да, се разбира. Така, тоа го докажуваме и денеска. Ќе го најавиме, значи, и настанот во Куманово. Нашиот начин е следен. Ние одиме на плоштад или во некоја средина, поставуваме еден едноставен штанд, масичка, на која што ги представуваме нашите печатени материјали, информации, а се разбира, најважно е тоа што нашите тимови обично сакаат да разговараат. Прашуваат, одговараат на прашања, а нашиот тим, составен и од новинарки и новинари, исто така спроведува анкета меѓу граѓанките и граѓаните во градот, во општината каде што се наоѓаме. Тоа може биде рурална, може биде урбана средина. Во Куманово денеска во 14 часот ќе бидеме на плоштадот, на градскиот плоштад, каде што очекуваме да се сретнеме со луѓето кои се таму, кои ќе поминуваат, кои ќе застанат, ќе имаат време за нас, а се разбира и останатите медиуми, а и представници на граѓанското општество во Куманово се поканети да разменат некој збор со нас, да ни кажат што ги мачи и ние да им кажеме што би можеле заедно да преземеме. 14 часот, плоштад Куманово. Сите вас што нешто би ве интересирало во врска со овој проект, ги имате компетентните луѓе кои што можете да ги прашате. Пред Куманово патувавте со вашиот карван и низ други градови, нели? Да, бевме и во други градови. Јас бев во тимот, во составот на тимот и во Тетово пред неколку недели. Нам инаку ни е својствено дека не сопираат никакви временски услови, ни премногу жешко, ни премногу студено. Дождот или снегот не ни пречат да одиме секаде и да разговараме со граѓанките и граѓаните, да се обидеме нешто заедно да направиме. Мислам дека бевме и во Велес,
и се разбира како народот реагира на се това? Што најмногу го интересира? Знаете, ние од секогаш сме имале таков пристап што без оглед на нивното потекло, без оглед на нивната афилиација, било да е политичка, социјална и сето тоа, сите луѓе подеднакво не доживуваат. Некои се согласуваат во целост со нас, некои не се согласуваат, некои се интересираат. Меѓутоа, она што е за нас најважно е да бидеме организација која ги обединува сите граѓанки и граѓани без оглед на нивната афилиација. За жал, реалноста во Македонија е таква што луѓето повеќе се делат по партиска основа отколку по било која друга основа. Нам ни е многу жал што го гледаме тоа, меѓутоа со задоволство можам да кажам дека без оглед на тоа колку се согласуваме или не, сепак сме организација која е интересна за сите и каде што луѓето се обраќаат без оглед на тоа која е нивната определба. И тоа можеме да го покажеме и докажеме со сите наши извештаи. Нам ни се јавуваат и во текот на деновите на гласање. Луѓето ги интересираат разни работи, нивните гласачки права. Ако некој го погази нивното гласачко право, без оглед на тоа од која партија се или за која партија сакаат да гласат, првата адреса кај што се јавуваат е цивил. За жал, не е некоја институција или нешто друго, некоја друга адреса. Може би вербата е во прашање. И тоа се обидуваме на вистина секој ден ја градиме довербата. Бидејќи довербата се губи многу лесно, многу брзо и тешко се враќа. А таа се гради секој ден. Таа не може да кажете сега имам доверба кај некого и готово. Толку е можам да бидам мирен. Не, таа се гради секој ден, со секоја постапка. Како што напоменавте, проектот започна од месецот јули, ќе трае до кога? Ќе трае до истото време во идната година, со тоа што, повторно ќе кажам, кај нас проектите се наблюдуваат на тој начин, се доживуваат на тој начин што кога ќе почнат, без оглед на официјалното завршување на проектот, нашите проекти траат и понатаму. Бидејќи крајот на проектот тоа означува некаков административен крај, меѓутоа за нас е токму тогаш почеток на акцијата. Во една бројка можам да кажам, предвидени се во проектот 88 помали или поголеми настани во текот на една година. Предвидени се неколку илјади текстови кои ќе ги споделиме со сите медиуми во Република Македонија. Како што знаете, тоа што ние го пишуваме и објавуваме е собственост на сите. Значи, според лиценцата Creative Commons, вие можете текстот или содржината или видеото или аудиото, било што сме објавиле, можете да се го преземете и да биде тоа дел од вашата продукција. Се обидуваме да бидеме ресурс на општеството, ресурс на медиумите. Така. Споменавме од кого е финансиран проектот? Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија го финансира овој проект во рамките на програмата Германска соработка. Така. И вака некако логички се наметнува прашањето. Што да очекуваме како заклучок, како придобивка од овој проект? Тоа што дали ќе успееме во целта? Повеќе ние сме, знаете, ние сме оптимисти. И толку пати сме биле разочарани во животот што не ни пречи уште еднаш да бидеме оптимисти и да кажеме дека се надеваме дека ќе дадеме еден импулс или ќе придонесеме за развој на свест. Давање импулс на јакнење на јавната свест, за развојот на свеста, како што вие кажавте, за поттикнување на медиумите никому да не му направат услуга, бидејќи финансиските и политичките центри на моќ всушност треба да трчаат по вас, а не вие по нив. За такво нешто да се направи треба да владее правото. Демократијата без владење на правото не е демократија. И заради тоа се надеваме дека ќе дадеме еден импулс во општеството во кој слободата ќе стане нешто реално, нешто кое се освојува секој ден, меѓутоа и се задржува. Медиумите не смеат да прават услуга или да им потпаѓаат на притисоците. Ние не се обидуваме да се надпреваруваме со медиумите. Ние продуцираме содржини за да им бидеме ресурс на медиумите. И на тој начин да им помогнеме да бидат што е можно похрабри и што е можно послободни. Кога имате притисок, ве молиме да ни се јавите. Ние ќе направиме се за да можеме да ја одбраниме слободата на медиумите, бидејќи А ние нашата чест.
а се разбира вие вашата чест, преку одбрана слободата на медиумите ние го браниме слободното општество. Кога медиумите паѓаат, паѓа и општество. Така се сложувам. Навистина ми беше интересен разговорот. Посакувам повторно да ни дојдете во Радио Браво и да бидете гости на Куманово и да се дружите со кумановската јавност на плоштадот. Ви посакувам успешна работа и секое добро, господин Дерала, председател на Цивил Центар за слобода. Јас сум другар Дерала и многу ви благодарам на вашата покана. Ми беше многу пријатно овде и секогаш кога сум во Куманово уживам, бидејќи ова е град каде што има слободни и насмеани луѓе.